Планетата Земја е единствениот дом на сите живи суштества. Уште ова да го сватиме сериозно и да се ангажираме за истата ќе биде одлично, но ние, барем во утринската програма, не се откажуваме. И денеска ќе говориме гласно за необходноста од нашата активност и индивидуална и институционална за одржување на системот кој на сите нас ни дава живот. Вовед во темата ни дава колешката Анита Никушева-Јованчев. Денот на планетата Земја е посетник за важноста за зачувување и одржливост на животната средина и потсетува дека сите мора да преземеме акција за поздрава планета и посветла иднина. Од 7 милиарди тони пластичен отпад создаден на глобално ниво досега, помалку од 10% се рециклира. Милиони тони пластичен отпад се губат во животната средина или понекогаш завршуваат илјадници километри до дестинации каде што најчесто се согорува или се фрла. Проценетата годишна загуба во вредност на отпадот од пластична амбалажа само при селектирање и преработка е 80 до 120 милиарди американски долари. Пластиката е една од најголемите закани за луѓето и биодиверзитетот. Присутна е во секоја животна средина, загадувајќи ја почвата и водите и со тоа нарушувајќи ја деликатната рамнотежа на животот на земјата. Ова особено важи за пластиката за еднократна употреба, за која се бара итно целосно исфрлање преку обврзување на сите земји од светот. Нашите постапки се важни и заедно можеме да ја заштитиме нашата планета и нашата иднина. Уништувањето на шумите, губењето на природата, токсичните химикали и загадувањето со пластика исто така продолжуваат да го загрозуваат нашиот воздух, земја и води, загрозувајќи го нашето здравје. Денот на планетата Земја продолжува да добива на значење секоја година. Во 1990 година движењето стана глобално и 200 милиони луѓе во 144 земји во светот учествуваа во одбележувањето. Во 2000 година учествуваа 5000 организации за заштита на средината од 184 земји. Во 2010 година на 40-тото јубилејно одбележување на денот беше лансирана кампања за засадување 1 милиарда дрвја. Цел која беше достигната во 2012 година. Со многубројни кампањи посветени на заштита на животната средина, денеска се одбележува Светскиот ден на планетата Земја. Секој од нас не може да делува глобално, но и немалиот локален напор да се промени нешто ќе се почувствува и ќе влие на зачувување на земјата. Ден на планетата Земја се одбележува како потсетник за опасностите што ја демнат земјата како последица на развојот на индустријата, неодговорното постапување со отпадот и климатските промени, но и за апел за одговорно однесување кон екосистемот кој ни дава живот. Прв пат е одбележан во Соединетите Американски држави во 1970 година, денеска го одбележуваат 175 држави во светот. Денешниот ден ни дава доволно причина уште еднаш да продискутираме за нашиот однос кон планетата Земја и потребата за промени доколку сакаме генерации по нас да живеат тука. Добро утро за Бажа Јосифовски, председател на Сдруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина Биди зелен. Добре ни дојдовте. Добро утро. Владите, деловниот свет и развојните банки имаат уште 2 години да направат нешто за да избегнат многу полоши климатски промени. Ова пред точно една година го изјави шефот на Обединетите нации за клима Сајмон Стил. Баже, помина една година, се чувствува ли во пракса глобалниот ангажман? Па да, бидејќи последниве години, заради сепак и поекстремните услови во кои сите живееме на глобално ниво, зголемени се напорите, многу повеќе се зборува за овој проблем и предизвиците кои ќе следат доколку продолжиме во оваа насока, но сепак не се доволни, бидејќи се соочуваме со навистина една климатска криза и тие напори треба само да се зголемат, бидејќи насоката во која што се движиме не е добра ниту на наше локално ниво, ниту на глобално ниво и најмногу ќе страда всушност и човекот. Загаден воздух, тоа е нешто за што говориме години наназад, особено во екот на грејната сезона. Последниве 2-3 недели актуелна ни е темата со загадените води, а кои да го прашаме што најмногу ви пречи во државата, ќе кажат отпадот кој што го има на секој чекор. Што дава како слика домашниот амбиент за нашата индивидуална и институционална ангажираност во однос на заштитата на животната средина? Па мислам дека тоа што се случува околу нас е и слика прилика за тоа што се случува во нас и мислам дека од секој лично почнува таа одговорност што тој превзема, што ние како поединци преземаме за да
се случува околу нас и секако како влијаеме и на тие институции како тие постапуваат. Сепак институциите се исто слика и прилика на тоа кои сме ние и зашто се залагаме како живееме. Нажалост, ние некако во тој дел имаме одреден напредок, но тој не е доволен за да живееме еден поквалитетен живот. Да имаме почист воздух, да имаме поздрава храна, да имаме чисти здрави води и така натаму. И мислам дека можеме многу повеќе да бидеме и одговорни и добри за себе и за околината и за заедницата. Делот себичноста на човекот се гледа и егото на човекот како се однесува кон светот, кон местото каде што живее, местото кое што му возможува живот. Па најверојатно ние повозрасните веќе треба повеќе на децата да се посветиме, ако сакаме уште од мали нозе да забележиме промени во светот. Една од темите на линковските вклучувања ќе ни бидат токму младите и активностите кои што денеска ги имаме по повод светскиот ден на планетата Земја. Блажа ќе го погледнеме линковското вклучување од Битола, па продолжуваме со разговорот. Воспитувачите, децата и представниците на Ротари клубот од Битола во заедничка еко акција Мали капачиња, голема промена. Така носи наслов акцијата, но деталите ги бараме од колешката Александра Максимовска. Така е. Добро утро повтор пат, како што најавивме во првото линковско вклучување. Денес сме гости во детската градинка Мајски цвет. Со нас се овие прекрасни дечиња и нивната воспитувачка. И денес ќе направиме промоција на ова метално црвено срце, односно тоа е метална конструкција за собирање на капачиња од пластични капачиња од шишиња. Мотото на овој денешен настан е со мали капачиња до големо влијание врз зачувување на животната средина. Добро утро и посакувам на воспитувачката Татјана Грегова, која што е по нејзина иницијатива беа изработени овие метални конструкции. Тања, како започна идејата, од каде се роди ова идеја, токму за да се денес да ги промовираме овие срци? Добро утро до гледачите на македонската телевизија. Нека ни е честит најголемиот христијански празник Христовото воскресение. Христос се роди, навистина се роди за многу години. Идејата произлезе од еден мој стручен труд и една моја активност која работев со претходната генерација на дечиња во градинката во која работам. Навиките стекнати во раното детство, во раниот детски развој, оставаат трајни оставаат траен ефект во воспитувањето на децата. Ние како воспитувачи треба да ги научиме децата заедно со нивните родители да го селектираат, да го собираат отпадот и да научат важноста од селектирање и собирање на овај вид на отпад. На кој начин досега ги собиравте капачињата и што значеше тоа за дечињата? Кога за една активност побарав од родителите да донесат одредена количина на капачиња, тие донесоа премногу капачиња и што сега со тие капачиња. Тога се договоривме со родителите, бидејќи на ниво на општина Битола имаше само еден ваков пункт за собирање на вакви капачиња. Се договоривме со родителите да ги ангажираме и дечињата, бидејќи децата сакаат од мали да имаат одговорност, да имаат вклученост и ангажираност. И ги собиравме на неделно ниво, секоја недела по едно дете добиваше задача заедно со своите родители да ги однесат капачињата на пунктот, да ги стават тие да ги постават внатре, да се фотографираат и така секој си го се чекаше својот ред кога ќе дојде неговата недела, неговиот ден да ги собираат. Важно е да се собираат овие капачиња, морам да напоменам, бидејќи пластиката од која се изработени капачињата е сосема различно од онаа која се собираат, која се рециклираат пластичните шишиња, значи. Затоа треба уште од најрана возраст да ги научиме малите да на одговорност, бидејќи тоа е битно за секој нас, за секој поеден поединец. Како се роди соработката помеѓу родителите, еве и Ротари клубот? Соработката се роди кога на родителскиот состанок ја сподели својата идеја и иницијатива дека собираме капачиња во нашата градинка. Тогаш родителот мора да се заблагодарам на господја Ивона Шушак Лозановска, која е член на Ротари клуб Пелистер од Битола. Тие рекоа дека ќе најдат општествено одговорна компанија кој ќе се погрижи за ова
да најдеме начин да изработат вакви сандуци кои ќе бидат поставени во нашите градинки. Им благодарам на Ротари клуб Пелистер, на општествено одговорна компанија која се погрижи за изработката на овие. Моментално се изработени 6 сандуци, 3 се поставени во нашите градинки на општинската јавната општинска установа Мајски цвет Битола, 3 ќе бидат поставени во другата јавна општинска установа Естреја Овадија Мара. Се надевам дека ова ќе ги поттикне другите општествено одговорни компании да направат вакви сандуци кои ќе ги подарат, ќе ги донираат во училиштата и ќе ги научиме малите сите деца и учениците да го селектираат овај оптак. Ајде да им направиме малку простор на дечињата, тие се пресреќни и превозбудени, сакаат да помогнат, веќе навиката имаат стекнато. Можеме да ги погледнеме и овие прекрасни круни кои што ги имате изработено исто така од капачиња. Што значи овај, на кој начин придонесуваме за зачувување на природата? Значи, секој еден. Значи, нема потреба да чекаме некој друг да ни ја преземе одговорноста. Секој еден поединец може да придонесе за добробит на заедницата. Значи, со секојдневно собирување, со секој свој личен пример, придонесуваме за заштита на животната средина. Така еве на денес на повод, значи не ова не го правиме ние само на денот на планетата Земја 22 април. Колку време собирате? Значи собираме некаде активно 2019 година, како што кажа претходно на пунктот во центарот на градот, меѓутоа во нашата градинка еве сега од денес поинтензивно ќе имаат можност родителите заедно со децата секојдневно да доставуваат оноку колку што имаат, нема потреба да се собира по голема количина. Туку ќе се собира колку ќе се собера денес во секојдневниот живот, ќе се ги поставуваат натре. Што понатаму со овие капочиња, откако ќе се наполнат? Ротари клубот Пелистер заедно со општествено одговорна компанија ќе ги ангажира компанија која на неделно ниво ќе ги собере овие капачиња, за одредена количина на собрани капачиња ќе се собираат парични средства и Ротари клубот ќе ги донира во хуманитарни цели. Што ќе им порачаме на другите колешки од другите градинки? Значи, еколошкото воспитание е многу важно од најрана возраст. Секојдневно користете ги капачињата во секојдневната работа, бидејќи со нив може да се реализираат голем број активности, не само математички, не само логички, не само креативни активности. Поттикнувајте ги децата, советувајте ги родителите, бидејќи ние како воспитно-образовна институција сме тие кои мора да ги насочиме децата уште од намали нозе да ги собираат и да го селектираат овај отпад. Еве за крај можеме да забележиме дека имате собрано голема количина на капачиња. Колку време ви беше потребно? Па за овие капачиња ни беше овој последниот месец ги собрав на овие сите, се гажира и пошироката општествена заедница, значи децата кои претходно ги учев и тие донираа знаеки за оваа акција дека се изработија сандучињата, се ангажираја сите родители, поширокото, поблиското и подалечното семејство. Тања, ви благодарам многу, ви посакувам уште многу еколошки акции. Ние сме вака бучни на рано наутро и возбудени се децата бидејќи ќе бидат на телевизија. Ви благодарам на сите, поздрав. Одлични бевте, ова се малите пајчиња од детската градинка Мајски цвет, кои што преку собирање на капачиња учат за екологија и како да ја зачуваат животната средина, стекнуваат навики, а истовремено и разни интерактивни активности во градинката. Овде се одјавуваме студио. Како одјавување, Александра, ќе те задржиме уште една минута. Работите кај дечињата излегува од контрола. Но ова е позитивен пример кога работите ќе излезат од контрола. Молам камерата уште еднаш кон дечињата, некое нешто да ни каже, само како се вика, бидејќи навистина не расположија како мали мравкички кои се движат. Вие си терате разговор. Така, Тања, ајде, дали може едно малечко детенце да ни каже како собира капачиња и што потоа со тие капачиња? Ајде, Антонија. Чека, Антони. Што правиме ние со овие капачињата? Да береме капачина и Од каде ги носиме капачињата? занималната. Од занималната, ама од каде ги носиш ти, од дома? Да. На што стојат овие капачиња? На широк. На шишињата, на што? Пиеш ти сокчиња? Да. И каде ги носиш сега капачињата? Ги фрлаш или ги собираш за во градинка? Ги собирам за во градинка. Дали само ти ги собираш или твојата сестра?
Мојата сестра ги се одбира играчината и гената градинка. Кој друг ти помага тебе? Баба, кој друг? Баба, Друг, кој? мама И тато. И тато. Ќе му кажеш ти на другите другарчиња да собираат капачиња? Да. Ајде викни заедно сега гласно. Собирајте капачиња. Играч, капачина. Така е. Браво! Благодарам многу. Па Ова собирате мало играчки. мало девојче и овој мал глас, па да, за нив ова се играчки, затоа што Апсолутно. преку нив учат во градинка разни интерактивни игри, играчки и капачиња и придонес кон поздрава животна средина. Многу беше ова Браво, сладко Александра, да. и се шегувавме. Вака изгледа кога работите ќе излезат од контрола. Дечињата, вие се разговарате, дечињата си почнаа да си бркаат работа, Тоа е па сега работа. ден на планетата Земја мора да си ја завршат работата Апсолутно. пошто си дошле таму, нема да губат време. Така А и се има- младите денеска. Така и треба. Така и треба. И да учиме од нив. Благодариме, браво Александра, благодариме за ова линковско вклучување. Ова е индивидуален ангажман и за жал е се поредок. Ова е сликата која што на секојдневно ниво треба да ја гледаме. Се сведува ли блаже се на формално одбележување само на еден ден во годината? Па би рекол дека допринесува ова формално одбележување да се подсетиме и да размислуваме за овие теми, па барем еден ден, посебно за тие што можеби воопшто не сакаат да размислуваат, но мислам дека па збориме и на локално и регионално ниво кај нас, повисока е свеста, се прават одредени напори, потребно е повеќе да направиме ако сакаме да имаме подобри резултати, така што би рекол дека можеме подобро. Научниците тврдат дека е неопходно до 2013 година да се преполуваат емисиите на штетни стакленички гасови за да се спречи зголемувањето на температурата за повеќе од 1,5 степен во однос на прединдустрискиот период. Што како последица ќе причини неуспехот на целиот глобален ангажман? Нажалост, веќе ги живееме промените. Тоа што се случуваше, например, лани со пожарите низ Македонија, каде што, мислам дека скоро 5% од територијата беше погодена од тие пожари кои што беа лани. Тоа е огромна територија. Непогодите со поплавите. Овие, например, што ги живееме овие денови, кај што имаме висока влажна маса, од друга страна имаме и температури високи, многу брзи промени на температурите, сите на нас не делуваат, ги чувствуваме, имаме проблеми со спиење, некои што се можеби имаат некои заболувања, дополнително негативно им влијаат. Нажалост, како што ќе се има пореметување и во температурите и во околината, која што нормално на таа температура се прилагодува, така ќе се зголемуваат тие екстремни услови кои што на нас ќе влијаат да имаме понизок квалитет на живот, повисока смртност ќе допринесе на жалост, така што животот ќе станува потежок и мислам дека потребно е тука ние како луѓе да бидеме во групи, да подигнеме свест и да влијаеме да ги смениме овие правецот во кој што сме тргнати. Според извештајот на службата за климатски промени Коперник, Европа од 2023 се смета дека е континент кој што е најмногу погоден од климатските промени. Споменавте, имаме топлотни бранови, имаме поплави, имаме пожари. Колку полошо може да биде? Па може да биде многу полошо, затоа што многу малку е потребно во температурата да се смени, десетина од степен да се промени, веднаш се чувствува. Тоа, освен овие поплави, пожари што ги зборуваме така натаму, ова значи ерозија на земјишта, лизгање на земјишта, значи недостаток на храна, големи миграции, кои што веќе луѓето научно ги потврдуваат дека одредени конфликти кои што постојат во одредени погодени подрачја се директно под условите климатски кои што допринесуваат тие да немаат работа, да немаат доволно вода и така натаму, така што тоа ќе доведе до дополнителни конфликти. Нормално населението кој што живее во одреден дел и новото кое што доаѓа. Така што, на жалост, уште полош факт за нас е што Балканот е уште најцрвената точка на европскиот континент и ние тука што сме земји на Балканот ќе бидеме најпогодени во Европа. Така што, и тоа не зборуваме за некоја генерација, две од сега, зборуваме за наредните 5, 10, 15 години. Ќе го живееме тоа, на жалост. Во текот на изминатите децени, цивилизацијата на глобално ниво е сведок на климатските промени кои што ни се случуваат, последиците од нив, меѓутоа сето тоа предизвикани најмногу поради влијание на човекот, односно поради човечки фактор. Пред малку и нашиот соговорник спомена дека подрачјето на Балканот, кога зборуваме за овој дел од светот и овој дел од Европа, е најранливо на климатските промени и тоа не зборуваме дека такви времења ни доаѓаат за многу години од сега. Веќе гледаме дека тоа и ни се случува, гледаме какви пожари имаме преку лето,
поплави и така натаму и така натаму. Со климатологот Александр Стевков на оваа тема и на прашањето како ваквите промени ќе влијаат и врз Македонија, утрово ќе разговара колегата Мартин Николовски, веќе би требало да е во управата за хидрометеоролошки работи. Стациониран Мартин, повели. Благодарам, Ване. Токму така, утрово екипата на Македонија наутро се наоѓа на Зајчев рид во седиштето на управата за хидрометеоролошки работи, а наш соговорник, односно наша соговорничка е климатологот Александра Стевков. Александра, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Како климатските промени влијаат врз природните катастрофи во Македонија? Добро утро до вас и до вашите гледачи, да им ги честитаме великденските празници на сите христијани. Токму така, управата за хидрометеоролошки работи постојано прави истражувања по однос на климата и што се случува во Северна Македонија. Трендот на пораст на температурите како на глобални рамки, така е забележан и во Македонија. Истражувањата покажуваат дека во 50-тите години на 20-тиот век температурата почнува да расте, меѓутоа потоа имаме 20-ти на години кога температурите се постудени и последниве 20 на години нешто повеќе температурите се во постојан пораст. Што се однесува до врнежите кај нив се заближува тренд на намалување на количината на врнежи, но карактеристично е тоа што намален е бројот на денови со врнежи, меѓутоа нивниот интензитет е се поголем. Какви се анализите во однос на климата за Македонија и каква иднина не очекува? Идните климатски сценарија кои што се правени токму за Република Северна Македонија покажуваат дека температурите на воздухот сепак ќе продолжат да растат. Направени се сценарија за ниско, средно и високо сценарио во однос на стакленичките гасови и на нивната концентрација. Во однос на ниското сценарио температурата на воздухот би требало да се зголеми до околу 1 степен, меѓутоа загрижувачко високото сценарио кое што е до 2100 година не очекува зголемување на температурата до 5 степени. Особено во летниот период ова зголемување треба да биде најизразено и најизразени, најранливи всушност би биле планинските предели, односно оние делови каде што надморската височина е повисока. Александра, изминатиот период, изминативе години евидентен е растот на температурите, а се повеќе се зачестени врнежите во Македонија во изминатите неколку децени. Какви импликации можат да настанат од овие промени? Да, врнежите, според сценаријата, врнежите се очекува да се намалат. Меѓутоа, нивниот интензитет е се поголеми, поинтензивни се, прават се поголеми штети. Според анализите што се правени за екстремните врнежи, односно за врнежи каде што количината надминува 40 мм дневно, до крајот на векот се очекува за 60% да се зголеми нивната појава, и тоа е особено ранливи ќе бидат оние делови каде што надморската височина е пониска и во југозападниот дел. Сите најмногу импликации всушност овие непогоди почнуваат од екстремните временски температури и од долготрајната топлина. Сето она што се однесува на температурата прво влијае на човекот и на здравјето на луѓето. Така топлотните бранови, нивната зачестеност и нивниот интензитет се побројни се и поинтензивни во последните години. Прво, значи, влијае на здравјето на човекот. Оваа долготрајна топлина влијае за појавата на суши. Анализите кои што се правени во секторот за метеорологија покажуваат дека последните 70 години скоро 30% од годините имаме појава на суша. Дополнително, овие суши влијаат и на се позачестени појави на пожари. Сведоци сме дека последниве години на вистина во Македонија има се почести пожари. Од друга страна пак се и овие интензивни врнежи не беше толку одамна кога Скопската котлина беше зафатена од невреме катастрофално, кое што однесе многу човечки животи и предизвика големи материјални штети.
Поплавата во Гевгелија 2004 година исто така, каде што се забележени на метеоролошката станица се регистрирани максимални еднодневни врнежи од 200 мм за еден ден. Тоа е воедно и рекордот на ниво на државата. Александра, и за крај на нашиот разговор, какви чекори треба да превземат државата за да може да се подготви да се прилагоди на постојаните климатски промени? Да, будноста на државните институции и секако активноста на владата по однос на јакнење на капацитетите на сите институции кои што се засегнати за превенирање на овие катастрофи кои што настануваат од природните непогоди се во прв план. Од друга страна, јавноста треба сепак да биде будна и да биде информирана како да се однесува, бидејќи такви непогоди според овие климатски сценарии ќе се случуваат. Нормално е тоа, природата не може да се смени. И она што е битно, управата за хидрометеоролошки работи продолжува согласно планот и програмата кој што е претходно воспоставен со Светската метеоролошка организација, значи осовременување и модернизирање на метеоролошката мрежа и на мерење на наблюдување на податоците. Од друга страна, националните хидрометеоролошки служби интензивно работат и ги јакнат капацитетите за рана најава токму на овие природни непогоди. Така и во управата отворен е центар каде што ќе можеме на современ начин да ги следиме овие природни непогоди и навремено да ги известуваме институциите кои што понатаму треба да превземат одредени чекори. Благодарам, Александра, благодарам за одвоеното време и гостувањето ова утро во Македонија на утро. Ви благодарам и вас. Колеги, разговаравме со климатологот Александра Стевков, а наша тема беше климатските промени и како тоа влијае врз климатските непогоди во Македонија. Мартин Николовски го имавме во живо од управата за хидрометеоролошки работи. Блажи, климатолозите потврдуваат дека се уште ништо не е загубено и имаме време да поправиме сето она што го уништивме изминативе години. Но, што значи тоа? Каква волја и колков индивидуален институционален ангажман ни е неопходен сега и одма? Треба да биде тоа веднаш, треба да биде огромен ангажман, ако зборуваме и за Македонија, но зборуваме и за пошироко, тоа треба да биде огромен ангажман, огромна промена, прво за воопшто да спречиме насоката во која што се движиме. А доколку сакаме да ги вратиме некои работи и потенцијално да влијаме и на тие температури да се вратат во некоја нормала, тоа се потребни многу генерации, многу време додека тоа се среди. Во некој никогаш не може да се врати кон тоа што било, но може да се влијае тие стакленички гасови кои што се заробени во атмосферата, да дел се заробат повторно назад во почвата, но тоа потребни се огромни напори и голема промена. Повторно да се вратиме на младите. Колку е важна едукацијата од мали нозе и колку е важно целиот образовен процес да има поголем ангажман во однос на оваа тема? Тука ни се потребни сериозни промени, бидејќи ние правевме анализи низ повеќе години, од кога постоиме 15 години, буквално еколошкото образование има мали скокови и повторно падови. Не воспоставивме сериозен систем каде што младите добиваат постојано образование за тоа што се случува околу нив, кои се последиците, што можат и што треба да направат, како може да се вклучат. Тоа на жалост не фали. Ние како на Сдружение Go Green го правиме неформално, но сметаме дека тоа е недоволно за да се направат вистинските промени и на жалост сведоци сме дека имаме се уште генерации како што биле пред 10-15 години кога почнувавме, каде што имаме нови генерации. При сите овие услови многу малку знаат за климатските промени и тоа што ги очекува. Што јас сметам дека е навистина треба да биде дел и задача на образованието да ги спреми младите луѓе за тоа што ќе следува и како може кај се тие и како може да се справат. Многу алкини недостасуваат за да може да кажеме дека сме направиле нешто за животната средина. Една од нив се чини една од најважните, тоа се белите дробови, дрвјата кои што ги имаме се помалку. Акциите за пошумување во одредена мера ја вршат работата, но ги имаме многу малку и недоволно.
Како на оваа тема стои Куманово? Има ли доволно зеленило во Куманово и во Кумановско? Се одржуваат ли акции за пошумување? Се одржуваат ли често екоакции? Каква е екосликата на градот? Ја прашуваме колешката Елена во следното линковско вклучување. Елена, забележуваме зад тебе зеленило и парк. Ги има ли доволно во градот? Имаме ли доволно зелени површини? Добро утро по втор пат. Кристина, веројатно на ова прашање мора да се одговори дека никогаш не се доволни зелени површини, зелени паркови. Тоа го почувствувавме и доколку се навратиме назад неколку години за време на ковид пандемијата. Меѓутоа и изминатиот период кога се соочуваваме со аерозагадување. Куманово располага со неколку паркови, градскиот кеј, а задолжени за одржување токму на тие зелени површини е јавното предпријатие Чистота и зеленило. На оваа тема разговарам со директорот Ненад Стојановски. Добро утро, благодарам што одвоевте време за утринската програма на Македонската телевизија. Продолжувате со оние предвидени акции кои се меѓу останатото и како мерка за справување со аерозагадувањето, станува збор за пошумување. Се реализира и периодов деновиве се пошумува со бор на спомен костурница, се вклучивте и во една од поголемите акции кои што се спроведе на локацијата Студена вода. Добро утро, благодарам. Така е, продолжува и тече акцијата на пошумување. ЈП Чистота и зеленило задолжено за таа работа. Тоа не само што е делегирана надлежност, тоа е наша врска. Минатата година е рекордна година по број на насадени садници, и ако се земе целокупниот период, минатата година и оваа година за 16 месеци на територија на општина Куманово има посадено над 11.000 садници. Станува збор за зимзелен листок паден садник, станува збор за висококвалитетни школувани садници кои што се одгледуваат во нашиот расадник, меѓутоа голем дел од нив се добиени по проекти. Минатата година има насадено над 6.500, односно 7.000 садници, а оваа година од почетокот околу 4.000 садници. Го споменавме Белбор. Белбор има насадено 5.500 садници од прилика за период од 16 месеци. И локации на кои тој се садија, претходно се консултираат градежни инженери, значи ние имаме консултација и со професори од Шумарски факултет, меѓутоа имаме и цел одсек во нашето предпријатие. Не на сите локации може да се садат исти садници. Белбор обично го садиме на Студена вода и на спомен костурница. Минатата година има засадено 3.500 садници Белбор, а ова година има околу 2.000 садници. Последната иницијатива и последното садење беше од Сдружение граѓанска иницијатива за развој на социјален капитал. Станува збор за ново здружение кое што има повеќе годишен проект и на нивно барање, а наш одговор ние поддржаме нивната акција, истата се одвиваше на Студена вода и опфаќаше 1200 садници Белбор, 10 каталпа, 30 туи, 30 јасени, како и угрсни грмушки. Акција протече во најдобар ред и сите беа насадени во рок од неколку часови. ЈП Чистота земе активно учество во садењето со својот човечки потенцијал и со механизација. Осем Белбор, значи ние имаме насадено многу квалитетни, висококвалитетни садници, како што се туи, чемпреси, смречи, јасени и многу други садници кои што се висококвалитетни и ќе продолжиме со ист интензитет. Да, и еве додека го водиме овој разговор, за жал и зад нас можевме да видиме еден несовесен пример на граѓани кои што со кучињата одат по овие зелени површини и покрај апелите сепак продолжувате со украсување и разубавување и на овој дел се садати нови цветиња. Така е, значи несовесни граѓани постојат. Мора да признаеме дека таа појава ја има. Меѓутоа тоа станува збор и истата појава се одвива од одредени поединци, не од грото и од најголемиот дел од населението. За сето тоа ние ги повикуваме инспекцијските служби, не само што апелираме, им даваме насоки и пријавуваме да ги санкционираат таквите сторители затоа што предизвикуваат штета и на самото предпријатие и на граѓаните воопшто. Значи продолжуваме со овие садници и украсни цветиња на плоштадите, на ситно зелени површини и на кружните текови. И со тој тренд ќе продолжиме. Дел од садниците се од вашиот расадник, меѓутоа мислам дека имате добиено и од донации. Така е, најголемиот дел од садниците се од нашите два расадника кои што постојат во довршање и ние ги одгледуваме, значи ги школуваме. Тоа се садници кои што се школуваат по неколку години.
Меѓутоа добиваме голем дел и од проекти. Во оваа прилика би сакал да го потенцирам проектот кој што го добивме со Европската унија за раззеленување, односно за почист воздух во ЕУ. И со тој проект добивме 1815 многу квалитетни садници, чија што цена се движи од 100, 150 па и 200 евра еден садник. Истите моравме да ги насадиме на претходно определени локации кои што се скенира. Значи тоа е Соколански парк, градскиот парк, како и градскиот кеј. Истите се насадени и најголем дел од нив се прифатени, што е многу битно. Ние ќе продолжиме да ги одржуваме, а апелираме до граѓаните да ги чувствуваат како свој, да не ги уништуваат, затоа што нивната функција не е само раззеленување и подобар изглед на градот, туку и почист воздух, затоа што тие садници имаат свој животен век од 7, 8, 10 години па и до 600-700 години. Токму така да имаме сите здрава, чиста, убава средина. Благодарам на одвоеното време. Ви благодарам. Имавме можност да го слушнеме Ненад Стојановски, директорот на јавното претпријатие Чистота и зелениот од Куманово. Како што веќе информираше, екипите на претпријатието продолжуваат со уредување на зелените површини, а градските паркови, но секако апелот кон граѓаните е да ја чуваме и штитиме нашата средина и да не ги уништуваме садниците, што беше случај, што се случи всушност неколку пати во текот на изминатите години. Студио. Токму така, Елена, и Куманово води борба со аерозагадувањето низ годините, покрај институционален, индивидуален ангажман, потребни ни се многу повеќе садници за да имаме и некакво решение и на овој проблем. Благодариме. Да, благодариме за Елена. Блаже, го привршуваме ни разговорот во студиото. Последно прашање, како биде зелен ќе го одбележи денешниот ден? Па денес имаме настан, завршуваме со еден голем проект што го имавме, се викаше Вкуси го отпадот, каде што работевме со ресторани, преработувачки капацитети, свеста на потрошувачите и така натаму, и ќе имаме представување на неодредни софтверски решенија, технолошки, но и ќе ги представиме резултатите кои што ги имавме и пред рестораните за да видат со какви мерки можат да си ги намалат трошоците, но и да го намалат отпадот, така што денеска ќе ни биде свечен настан во 12 во Матично, кој е заинтересиран го поканувам. Благодариме за гостувањето и за секако што овој час од 8 до 9 заедно ја работевме темата која што е важна за сите нас. Фала многу. Благодариме. Уште еднаш го споминавме отпадот во тој контекст е следниот прилог кој што го подготви колешката Симона Илиевска. Изминатиот период децата и родителите беа креативни и беа ангажирани, па рачно изработија маски од електричен отпад и отпадни батерии. Еве ја приказната. Во насока на јакнење на јавната свест за заштита на природата и здравјето на луѓето. Нула отпад, општина Аеродром и нивните соработници потикнуваат иницијатива за изработка на маски од електричен отпад и отпадни батерии, кои ќе бидат презентирани во форма на дигитална кампања. Во изборот на најдобра екомаска право на учество имаат сите деца од општина Аеродром, вклучувајќи ги сите градинки и основни училишта. На наше задоволство, интересот од година во година се повеќе расте и оваа година ни се вклучени буквално сите училишта и градинки од територијата на општина Аеродром и досега имаме пријавено 50 на маски, групни и индивидуални, што значи дека бројот на пријавени интересот за овој конкурс се повеќе расте и на наше задоволство се подобри, покреативни и интересни маски добиваме. Капитолијада го има истото значење овие години, представува символ на реупотреба на електронскиот отпад и отпадните батерии, така што дечињата и овој пат имаат задача од минимум 3 дела електронски отпад и отпадни батерии да изработат една креативна маска. Значи и оваа година наместо да купуваат маски, заедно со своето семејство, со своите најмили да поминат едно квалитетно време каде што ќе искористат својата креативност и ќе направат уникатни маски. Кампањата е дел од низа цели кои треба да се исполнат во општеството и заедницата и со тоа да се постават темелите на раст и развој и здрава и чиста средина за сите. Ќе нагласам, можеби некој поинако го сваќа, не е целта да се соберат лајкови, целта е да се пренесе пораката дека сите заедно треба да се грижиме за животната средина, да реупотребуваме и да го рециклираме електронскиот отпад. Денот на планетата Земја се одбележува секоја година на 22 април, за да се подигне свеста за заштита на животната средина и да се поттикнат акции за зачувување на нашата планета. А децата треба да ја стекнат таа навика од најрана возраст.